кратки најави за денешниот дневник. Охридското занаетчиство во стагнација. Угостителите задоволни од туристичката сезона. Промоција на Нишвил Джез фестивалот во Автокамп Љубанички. Земјотрес со јачина од 7,3 степени ги погоди Филипините. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 31 степен Целзиусов. Во доцните попладневни и во вечерните часови локално со услови за слаб дожд. Во четврток во поголем дел од континентот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло. Локално во областа на Алпите, на југ од Балканскиот полуостров, како и во крајните североисточни и источни предели, нестабилно време со локални врнежи од дожд. Во северните и јужните предели на Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со локална облачност. Во централните предели умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 37 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, ќе биде посвежо со пад на дневните температури. Врнежите од дожд се очекуваат во попладневните и во вечерните часови. Во северозападните, северните, како и во североисточните и источните предели со услови за пообилни врнежи од дожд и услови за појава на невреме. Локално се очекува да наврнат и до 20 до 25 литри дожд. Ке дува до умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 14 до 23 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 24 до 35 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, ќе биде посвежо со пад на дневната температура на 28 степени Целзиусови, а утринската ќе изнесува 19 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во петок и сабота во Охрид сончево и топло време со пораст на дневната температура која што ќе достигне до 31, односно до 33 степени. Во недела во Охрид претежно сончево време со локална облачност и посвежо. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната до 28 степени. Супер акција во Миса Маркети. 7 Days 110 грама 29 денари. Вита Нова 30 грама 6 денари. Исоспорт 0,5 литри 45 денари. Протеин пудинг 180 грама 55 денари. Збрегов јогурт 1,75 литри 109 денари. Елеа крем за депилација 135 грама 89 денари. Афродита шампон 1 литар 99 денари. Септона 200 парчиња 49 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Бидете сам свој мајстор со 108 парчиња Гедоре рачен алат. За само 2600 денари добивате комплет со кој ќе ги решавате сите механички поправки во вашиот дом и вашиот миленик на 4 тркала. Доставата е бесплатна низ цела држава, а со правилна употреба алатот има доживотна гаранција. Побарајте лозинка за онлайн нарачка на нашиот вебшоп. Steering Trade.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридското занаетчиско стопанство се соочува со тешка година. Затворени се повеќе занаетчиски дејности во споредба со новоотворените во првата половина од оваа година. Слаб е интересот и за регистрација на нови занаетчиски дејности субвенционирани од општина Охрид. Занаетчиството стагнира во општина Охрид. Сашо Богоевски, председателот на регионалната занаетчиска комора, напоменува дека за занаетчиите минатата година била лоша, но годинава состојбата е уште посериозна. Во знак на нивна поддршка, општина Охрид финансиски ќе ги поддржува новорегистрираните занаетчиски дејности. Во тек е јавниот повик за субвенционирање на новорегистрирани дејности, но интересот е слаб кај занаетчиите, нагласува Богоевски. Па ево во овие први 2 недели се пријавени двајца кандидати. Двете се козметичарки. Јавниот повик трае 2 месеци, очекуваме да има интерес. Средствата кои ги одобрува општина Охрид за овој јавен повик се 300.000 денари, што е сосем доволно и се оди на принципот прв дојден, прв услужен. Колку ќе има пријавени во овие 2 месеци, мислам дека и колку да има, ќе има доволно средства да ги субвенционира општина Охрид, сите оние кои ќе се пријават за регистрација на нова фирма. Економската криза сериозно удри врз занаетчиските дејности. Има поголем број занаетчии кои ги згаснале дејностите за разлика од оние кои се одлучиле да отпочнат самостојни занаетчиски дејности, додава Богоевски. За сега имаме регистрирано 4 нови заначија, 14 престанале да вршат дејност. Тоа е голема бројка на пола од годината, значи сме имале во просек 6 до 7 занаечи во текот на една година кои престануваат да вршат дејност. Веќе на малу повеќе од пола година ги имаме дупло, што е лош знак, значи занаечиството не оди во нагорна линија, со оглед на тоа дека имаме повеќе занаечи кои престанале да вршат дејност во споредба со оние кои почнале да вршат дејност оваа година. Бербери, козметичари, фризерки, изработувачи на сувенири и ракотворби се дел од десетнината охридски занаетчии кои ставиле клуч на занаетчиските дејности самоволно оваа година. 4 пак занаетчи отишле во редовна пензија, меѓу кои се чевлари и шивачи. И угостителите задоволни од туристичката сезона. Овој продолжен и линденски викенд очекуваат рекордна посетеност. Цените во локалите, диктирано од големите поскапувања и инфлацијата, се зголемени за 20 до 30%. Летувалците треба да имаат подлабок џеп за да истераат одмор во споредба со минатите години. Гостителите задоволни од шпицот на туристичката сезона. Според нивните проценки на брегот на Охридското езеро има голем број посетители. Покрај домашните туристи има голем број гости од соседството и европските земји. Овој продолжен и линденски викенд традиционално се очекува рекордна посетеност. Како гостители можеме да кажеме дека сме мощно задоволни, бидејќи посетеноста е голема за овој период на годината. Гости имаме од многу краишта на планетава. Најмногу се нашите европейски, меѓутоа се осеќа прилив и на гости и од надвор. Профилот на гости е различен. Меѓутоа, сепак сите се гледа дека се дојдени како со предсознание дека во Охрид има нешто што се случува. Тоа ни годи вака како гостители. Причина за најмасовна посетеност околу 1 август се мноштвото културни и музички настани кои се организираат на брегот на Охридското езеро. Традиционално, градот под Самоиловата тврдина по овој период има богата понуда настани за сечи вкус. Сепак Охрид на крајот од краиштата представува еден културен центар и со таквите манифестации го верува своето постоење низ годините. Осетна е присутноста на луѓе кои што се љубители на уметноста и Охридско лето како еден од поголемите настани, и настани за помладите, настани како Охрид Колинг и така натамо,
навистина придонесува за една шарена ликост, да секој согласно со цвениот вкус да си го најде својот интерес при престојот во нашиот град. И покрај посетеноста се чувствува економската криза и намалената куповна моќ на туристите. Цените во локалите, диктирано од големите поскапувања и инфлацијата, се зголемени за 20 до 30%. Летувалците треба да имаат подлабок џеб за да истераат одмор во споредба со минатите години. Започна летната школа по македонски јазик во Охрид за децата на иселениците. Летната школа во Конгресен центар ја отвори директорот на Агенцијата за иселеништво Слободан Близнаковски, кој ги поздрави учениците, им посака успешна и плодна работа со надеж дека убавото искуство ќе биде поттик следната година повторно да се вратат на школата и да го учат македонскиот јазик. Оваа година на летната школа учествуваат 34 ученици од Швајцарија, Хрватска, Србија, Шведска, Австралија, Словенија и Австрија. На школата со време траење од една недела, покрај учењето на мајчиниот јазик, децата ќе имаат можност да посетат значајни културно-историски знаменитости и низ игри, работилници и дружења да се запознаат со вредностите и обележијата на својата татковина. Автокамп Љубаништа ги носи во Охрид Нису Брадърс во рамки на промотивната турнеја на Нишвил Джез Фестивал во Македонија. Джез сет и диџеј Лоптица ќе ги забавуваат охриѓани и туристите со нивниот сет кој вклучува джез, соул, фјужн и денс музика. Музичкиот настан утре вечер во Љубаништа е бесплатен за посетителите. Нису Брадърс од Србија или Милан Саитовик, Джези Сет и Дејан Собот, познат како диџеј Лоптица, утре во 17 часот со несекојдневен настап во Автокамп Љубаништа ќе ја пренесат атмосферата од најголемиот джез фестивал на Балканот Нишвил. Нивниот настап во Автокамп Љубаништа е дел од годинешната промотивна турнеја низ Балканот, со која го представуваат започнувањето на годинешното издание на Нишвил Джез Фестивал. Нишвил е основан во 1995 година и има голема традиција и важи за најпосетениот джез фестивал во Југоисточна Европа, истакнува Милан Сејтовиќ, менаџер на джез денс сцената на фестивалот. Ono što bih voleo da istaknem kada je u pitanju Nišvil Jazz Festival. Ono što bi sakal da go istaknem kога je во прашање Нишвил Джез Фестивал е дека тоа е единствен джез фестивал во овој дел од Европа кој има бина на која настапуваат диџеи. Значи, джез денс бината е специфична и тесно поврзана со Нишвил Джез Фестивалот, а тоа успеваме да го организираме веќе 7 години. Главната врска на Охрид со Нишвил Джез Фестивал е охридскиот джез уметник Владимир Четкар, кој во 2 наврати има учествувано и ја споделува импресијата од тој музички настан. Јас имав привилегија да настапам уште пред 12 години, кога бев многу млад, после тоа уште еднушка, со поинаква постава и си направивме на традиција на гостување таму, на дружење исто така и сега ова е еден нов концепт на турнеја промотивна во овие времења тешки за културата, посебно за перформинг артс, што би рекле во цел свет, не само кај нас. Така да Љубаништа камп е совршено место баш за вакви настани. Владимир Четкар ќе има свој концерт токму во Љубаништа на 12 август, кој ќе биде бесплатен за посетителите. Автокампот Љубаништа пак се потруди промоцијата на Нишвил Джез Фестивалот да биде бесплатно уживање за охриѓани, најави Ванчо Јовановски во име на организаторот. Голема благодарност што целиот овој настан и ова пропатување низ Македонија е само во Охрид. Тука е Автокампот Љубаништа кој ги покрива сите трошкови и организација на овој настан, без влезници, без резервации и без оние пропратни работи кои што другите ги користат за маркетинг и за работка. Кампингот Љубаништа го прави ова за Охрид, за промоција на Охрид како не само како туристичка, него и музичко-културна дестинација. Официјално интернационалниот фестивал во Ниш, Република Србија, започнува на 5 август и ќе трае до 14 август.
На Нишвил ќе настапат десетици изведувачи и бендови од повеќе држави, меѓу кои и македонски џез изведувачи како што е џез уметникот Сашо Поповски. Регионалната турнеја за промоција на фестивал, од која утре вечер ќе биде дел и Охрид, започна во Босна и Херцеговина, а ќе заврши во Црна Гора. Синоќа во периодот од 21 часот до полнок на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли. При тоа полициските службеници затекнале 18 возачи на моторни возила кои ја надминале дозволената брзина на движење. Според информацијата од МВР, во Охрид полицијата поднела казнени платни налози на 6 возачи. Во Струга казнети се 5 возачи за пребрзо возење. Од ноќеска на полнок дизелот ќе поевтини, одлучи Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Цената за Евросупер БС-95 останува иста, односно 95,5 денари, додека пак Евросупер БС-98 изнесува 98 денари за литар. Дизел горивото се намалува за 2 денари и ќе изнесува 94 денари за литар. Цената на екстра лесното масло и мазутот останува иста, односно ќе се продава за 94,5 денари и 52,8 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Земјотрес со јачина од 7,3 степени според Рихтеровата скала денеска го погоди филипинскиот остров Лузон. Властите соопштиле дека засега се потврдени 4 загинати, но стравуваат дека бројката ќе расте. 60 лица се повредени. Оштетени биле повеќе згради и една болница. На снимките на социјалните мрежи се гледа моментот кога се урива камбанаријата на црквата додека луѓето бегаат. Властите предупредуваат на појава на цунами и свлечишта и додадоа дека очекуваат нови последователни потреси. Британски конзервативци ја поддржуваат идејата на Борис Џонсон да стане генерален секретар на НАТО, пишува Daily Telegraph, но скептиците сметаат дека Франција најверојатно ќе стави вето на неговата кандидатура. Досега се споменуваа имињата на министерот за одбрана и на поранешните премиери Тереза Меј и Дејвид Камерон. Следниот политички шеф на НАТО требаше да биде објавен во септември минатата година, но изборите беа одложени за една година поради војната во Украина. Најмалку 15 лица се убиени, а околу 50 се ранети за време на дводневните протести против Обединетите нации во државата Конго. Демонстрантите ги нападнале зградите на Обединетите нации во градовите Гома и Мутембо. Меѓу загинатите имало и персонал на Обединетите нации. Насилните протести започнаа во понеделникот кога стотици луѓе го нападнаа и почнаа да го ограбуваат складиштето на Обединетите нации во Гома, каде се наоѓа регионалниот центар на меѓународните хуманитарни групи. Демонстрантите бараат мисијата на Обединетите нации да ја напушти земјата. Во источната индиска држава Бихар за само 24 часа 20 луѓе загинале од удари на гром, објави BBC. Официјални лица апелираат жителите внимателно да ги следат советите и препораките на властите за управување со катастрофи и најавија дека на семејствата на загинатите ќе им биде исплатена одштета во вредност од 5000 американски долари. Големиот број на жртви се должи на тоа што голем број луѓе во Индија работат на отворено. Бирото за хидрометеоролошки работи предупредило дека и за денеска и утре се предвидуваат повеќе грмежи со удари во северните делови на државата. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.